Се интензивира собирањето хуманитарна помош за Украина. Министерството за надворешни работи и Црвениот крст потпишаа меморандум кој треба да резултира со поефикасна координација во соработката, но и дополнителна мобилизација на општеството за донирање на неопходната помош. Досега на сметките на Црвениот крст се собрани околу 43.000 евра. Итно се потребни храна, вода, производи за хигиена, санитетски материјали и прва помош. Паралелно со обезбедувањето хуманитарна помош, земјата се подготвува и за примање бегалци. Од стартот на руската агресија пред 20 на дена, досега во земјава се регистрирани 50 граѓани од Украина. Заклучно со вчерашниот ден во нашата држава се евидентирани 51 лице од Украина, значи во системот наш се евидентирани и секако дека ние како систем на Црвен крст заедно со државата сме подготвени да прифатиме било каков број и евентуален прилив на граѓани од Украина. 30 се во Скопје, 13 се во Гевгелија, 20 се во Валандово, 3 се во Струмица и останатите во Прилеп. Тоа се сместени претежно кај пријатели и роднини, но не значи дека системот не е подготвен за колективно сместување. Има дефинирано, односно одредени објекти од страна на владата. Во случај на поголем прилив на бегалци, сместувањето значи ќе биде во тие објекти. Целата грижа околу хуманитарната помош и здравствената грижа за нив ќе ја превземе Црвениот крст. Владата се уште не го затворила списокот на државни сместувачки капацитети. Досега се утврдени само неколку одмаралишта кои би се активирале во случај на поголем наплив на бегалци од Украина. Тоа што вчера на владата го одобри како список на институции кои што Министерството ги предложи, а ги собра како информација од неколку институции, се од делот на Министерство на труд и социјална политика. Тоа се неколку одморалишта со точен број на соби оспособени за прием на бегалци. Од ЦУК беа представени двата транзитни центри со поголем број на бегалци, сместувачки капацитети за поголем број на бегалци и од одредени други институции. Меѓутоа, вчера дадовме уште еден повик до институциите да го дадат конечниот список за да можеме да излеземе и со бројката. Украинските представници во земјава се заблагодарија за досегашната помош добиена и од граѓаните и од бизнис секторот. Русија ја води војна со целиот цивилизиран демократски свет. И Украина се наоѓа на предната линија на ова војна. Многу ни е тешко. Русија сака да ја уништи Украина, да уништи демократијата и слободата во близина на своите граници. Но ние се бориме. И ние ќе се бориме. Тъй като, бидејќи ние се наоѓаме на нашата земја. И целиот цивилизиран свет е со нас. Северна Македонија остро ја осуди руската агресија, потврди дека го почитува територијалниот интегритет на Украина и целосно се усогласи со позицијата на Европската унија и санкциите што ЕУ ги презеде против Москва. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.